Производителите и трговците во трка со времето за да ги променат декларациите на стоките. Не само продавниците и маркетите во Скопје, Тетово и Гостивар, туку и оние во Пехчево, Валандово и Виница треба да ги обележат производите не само на македонски, туку и на албански јазик. Хаос предизвика одредбата во член 37 од Законот за заштита на потрошувачи. Долга е листата на документи кои треба да претрпат корекција. Разни декларации, сертификати, гарантни листови, технички упатства, упатства за склопување, составување и монтажа, упатства за користење, листа на овластени сервиси и слично. За сега само мал дел од стоките имаат декларации и на албански јазик, најчесто оние од увоз од Косово и Албанија. Некои производители и трговци се жалат дека во 5 до 12 дознале за новата обврска, која за нив ќе значи зголемени трошоци за промена на обележувањето и амбалажата. Не знаат ниту што ќе прават со производите кои се веќе во продажба или во магазин на залиха со веќе готови, но стари етикети и декларации. Најпогодени би биле малите производства кои што најверојатно мора да инвестираат во купување на дополнителна опрема, за печатање на поголеми декларации или евентуално и промена на самиот начин на пакување на производот. Самата информираност за стапување на сила на новиот закон е мала, додека пак казните за непостапување според законот се големи, па затоа апелирам и за поголема информираност на самите производители за овој закон, за да можат да почнат и да постапуваат според него. Од Државниот пазарен инспекторат смируваат. За сега само ги информираат трговците дека треба да ги променат декларациите. Затекнатите производи нема да се враќаат назад за да им се залепат нови етикети, туку ќе можат да се продаваат. Пазарниот инспекторат ќе искомуницира со надлежните институции и засегнатите страни околу тоа дали ќе има рокови до кога промените ќе треба да се направат. Тие треба да имаат период на усогласување, затоа што овие затекнати производи не можат да се отворат и повторно да се печатат. Невозможно е тоа да се спроведува во моментов, особено кај прехранбените производи. Треба и производителите и увозниците да се усогласат. Навистина за тоа треба време. Ќе се консултираме со Министерството за економија за да видиме кога ќе биде можно ова да биде усогласено. Ова е обемна работа што треба да се заврши кај сите. За оние кои нема да ја почитуваат двојазичноста во делот на обележувањето на производите, предвидена е прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од 15 до 30 дена.